Алиу најави токсиколошки тестови за сите здравствени работници. Еразмус доби 7 милиони евра за 161 проект. За прв пат ќе користиме домашни ресурси за вештачка интелигенција. Реновиран болнички оддел на клиниката за травматологија според највисоки стандарди. Државната комисија за спречување на корупција доби извештај од сите коалиции, но дел од партиите доцна. Грција во застој поради 24-часовен штрајк. Додик бара формирање трет ентитет во Босна и Херцеговина. Зеленски повика да не се изгуби моментумот за мир, бара поддршка за крај на војната во Украина. Трамп го пофали Орбан. Епидемија на морбили во САД. Почина и Панчо од дуото ДНК. Откриено местото на битката кај Граник, првата голема победа на Александар Македонски. Министерот за здравство, Азир Алиу, изјави дека се разгледува можноста за воведување токсиколошки тестови за здравствените работници, по објавата на видео со поранешниот директор на клиниката за неврологија, Игор Кузмановски. Тој рече дека 12 работни групи во Министерството веќе работат на измени на законите, а правниците ќе предложат мерки и санкции за слични случаи во иднина. Националната агенција за европски програми ја започна кампањата Еразмус штафета, кутија во движење со која ученици од цела држава ќе споделуваат пораки за поттикнување нови учесници во програмата. Министерката Весна Јаневска истакна дека довербата во агенцијата е вратена и дека за 2025 година се одобрени 7 милиони евра за 161 проект, со двојно повеќе апликации од лани. Директорката Ана Михајлов најави 600 повеќе мобилности и проширена соработка со европски партнери. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека отворањето на Центар за вештачка интелигенција во Македонија е проект на владата и Министерството за дигитална трансформација, вреден околу 5 милиони евра и ќе биде реализиран со Фејт и Финки. Со тоа, македонските студенти и експерти ќе можат да користат ресурси од Европската унија. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека со вакви фабрики за вештачка интелигенција, кои ќе се отворат во Македонија и Србија, регионот ќе стане дел од технолошкиот развој на Европа. На клиниката за травматологија, Тоарилуц е отворен целосно реновиран болнички оддел со нова медицинска опрема, модернизирани сали и подобрени услови за пациенти и персонал. Директорот Игор Мерџановски истакна дека со тоа се достигнуваат највисоки медицински стандарди, а премиерот Мицкоски најави сериозни реформи во здравството по локалните избори. Клиниката продолжува со нови проекти, меѓу кои реновирање на карил, оперативниот блок и набавка на напредна апаратура за спинален центар и дијагностика на остеопороза. Само 35% од учесниците во кампањата за локалните избори на 19 октомври поднеле извештаи за донации до Државната комисија за спречување на корупција. Сите 19 коалиции ги доставиле своите извештаи, како и 18 политички партии и 24 независни кандидати, а по истекот на рокот пристигнале уште 2 извештаи. Од комисијата потсетуваат дека согласно изборниот законник, сите учесници имаат законска обврска на времено да поднесуваат извештаи за донации и финансиски податоци за изборната кампања. Грција денес е во целосен застој поради 24-часовен национален штрајк на јавниот и приватниот сектор против законот што дозволува 13-часовен работен ден. Синдикатите тврдат дека тој го укинува 8-часовното време и го нарушува балансот меѓу работа и живот. Штрајкот ги парализираше метрото, автобусите и железницата, а централниот протест се одржува на плоштадот Синтагма во Атина. Ова е втор штрајк за 2 недели, со кој синдикатите го засилуваат притисокот врз владата. Лидерот на владеачката партија во Република Српска, Милорад Додик, повторно предложи формирање трет ентитет во Босна и Херцеговина за заштита на политичките права на хрватите, што предизвика остри реакции од бошњачката страна. По средбата со лидерот на ХДЗ, Драган Човик, Додик изјави дека трајно решение би било Босна и Херцеговина да има 3 ентитети, при што федерацијата би се поделила на бошњачки и хрватски дел, како што рече, да се спречат мешања во изборните процеси. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги повика светските лидери да не го изгубат моментумот за постигнување мир во Европа по прекинот на огнот во Газа. Тој истакна дека вистинските чекори на САД, кои помогнаа во Блискиот Исток, можат да придонесат и за крај на војната во Украина. По разговорот со финскиот председател Александар Стап, Зеленски рече дека разговарале за руските напади врз енергетскиот сектор и за јакнување на воздушната одбрана, нагласувајќи дека Русија мора да биде спречена да ја продолжи војната.
Американскиот председател Доналд Трамп го пофали унгарскиот премиер Виктор Орбан, нарекувајќи го фантастичен лидер на пресконференција во Египет. Трамп рече дека целосно го поддржува Орбан и дека тој победил убедливо на изборите. Орбан, кој присуствуваше на потпишувањето на договорот за крај на војната во Газа, му се заблагодари на Трамп и порача дека Унгарија ќе продолжи по патот на мирот. Во САД, особено во Јужна Каролина, се шири епидемија на морбили. Повеќе од 150 невакцинирани деца се во 21-дневна изолација. Потврдени се стотици случаи и неколку смртни исходи, најмногу во Тексас и Ново Мексико. Властите предупредуваат дека морбилите активно се шират и ја нагласуваат важноста на МРП, вакцината, која штити со 97% ефикасност. Растот на заразата делумно се поврзува со скептицизмот кон вакцинацијата. По 7-месечна борба со последиците од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани почина и познатиот македонски музичар Владимир Блажев, панчо од хип-хоп дуото ДНК. Од приватната болница Систиина со соопштение ја потврдија веста, со напомена дека почитувајќи ја приватноста не споделуваат други детали за пациентите. Се верува дека тој не успеал да се избори со последиците од тешките изгореници на телото и дишните патишта. Македонските музичари и колеги од естрадата на социјалните медиуми се простуваат од музичарот со чие заминување целосно згасна групата ДНК. Експерти во северозападна Турција ја идентификуваат точната локација на историската битка кај Граник, првата голема победа на Александар Македонски од 334 година пред нашата ера. Овој пресврт во неговата воена кариера го означи почетокот на неговата инвазија врз Персиското царство и го направи познат како Александар Велики. Истражувачите откриле древен град и клучни археолошки траги во близина на реката Граник, во историската област Троада, што ги потврдило старите записи за локацијата на битката. Локални земјоделци пријавиле наоди на гробови со оружје, а геоморфолошки тестови ја реконструирале некогашната мочурлива област како потенцијално бојно поле. Александар, со околу 18.000 војници, ја предводеше македонската армија во судирот против до 40.000 персиски војници, вклучувајќи и грчки платеници. Победата со минимални загуби за македонците му овозможи да ја продолжи својата успешна воена кампања и да стане една од најголемите историски личности. Откритието има големо значење за разбирањето на античките воени походи и ја збогатува историјата на Александар Велики, кој ненадејно почина на само 32 години, оставајќи зад себе империја што го менува светот. Алиу најави токсиколошки тестови за сите здравствени работници. Еразмус доби 7 милиони евра за 161 проект. За прв пат ќе користиме домашни ресурси за вештачка интелигенција. Реновиран болнички оддел на клиниката за травматологија според највисоки стандарди. Државната комисија за спречување на корупција доби извештај од сите коалиции, но дел од партиите доцна. Грција во застој поради 24-часовен штрајк. Додик бара формирање трет ентитет во Босна и Херцеговина. Зеленски повика да не се изгуби моментумот за мир, бара поддршка за крај на војната во Украина. Трамп го пофали Орбан. Епидемија на морбили во САД. Почина и панчо од дуото ДНК. Откриено местото на битката кај Граник, првата голема победа на Александар Македонски. Времето утре ќе преовладува променливо облачно со услови за слаб локален дожд, следува слаб думерен ветер од северен правец, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Во Скопје променливо облачно, следува слаб северен ветер. Под влијание на влажни воздушни бранови следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во четврток кон крајот на денот, во текот на ноќта и во петок.